Почитуван господине Лесјак, почитувана министерке на Италијанската република, господина Ламорџезе, почитувани високи представници на договорните страни на Конвенцијата за полициска соработка на Југоисточна Европа, почитувани делегати на меѓународни и регионални организации и европски агенции. Ми представува чест и задоволство во мое лично име и во име на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија да ви посакам топло добре дојде во Скопје и на 22-тиот состанок на Комитетот на министри на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа. Голема чест и задоволство ми е што на овој настан присуствува и министерката за внатрешни работи на Република Италија, господја Лучана Ламорџезе, со која подоста ќе имаме засебна билатерална средба со цел на тамошно унапредување на нашата меѓусебна соработка. Господјо министер, ви благодарам за одвоеното време и присуство на овој настан. Дозволете ми воедно да изразам особена благодарност до господинот Карл Лесјак, раководителот на секторот на Конвенцијата за полициска соработка, и воедно да му честитам за назначувањето на оваа позиција и да му посакам успех во работењето. Пред да го започнам моето воведно обраќање, особено благодарност и почит би сакал да пренесам и од оваа говорница до бугарските власти кои натаму посветено работат на утврдување на деталите околу трагичниот настан од пред една недела во кој што животот го загубија 45 државјани на Република Северна Македонија и кој покажа особено пријателство и добрососедство во деновите по несреќата. Ви благодарам, колеги од Република Бугарија. Почитувани присутни, Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија цврсто стои зад приказната за полициска соработка наречена Конвенција за полициска соработка на Југоисточна Европа, која и до ден денес дава конкретни резултати и нуди перспектива за натамошен развој на стратешката и оперативната соработка во сите земји кои се дел од оваа платформа. Свесни сме дека е таа одлична основа за размена на информации и моќна алатка применлива во сите сегменти на полициското работење превентивно, репресивно и во сите нивоа, стратешко, тактичко и оперативно, значително придонесувајќи кон јакнење на капацитетите и кон нивното професионално доусовршување. Уште на самиот почеток од преземањето на председавањето со КПСЈ ги зацртавме нашите приоритети кои следеа како природна хронологија на тековите активности во рамките на Конвенцијата. Ќе ги издвојам активностите кои се реализираат во однос на измена на така наречениот мини-прум договор, едната за измени на одредбата од договорот која се однесува на пристапување на нови членки на Конвенцијата кон договорот за автоматизирана размена на податоци и втората за подпишување на протоколот за изменување и дополнување на овој договор, кој дел од нас ќе го реализираат на маргините на овој комитет на министри. Би ја споменал овде иницијативата на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија за размена на информации меѓу несоседските заеднички контакт центри воспоставени помеѓу договорните страни на Конвенцијата за полициска соработка. Свесен сум дека за ова прашање ќе имаме посебна сесија и се надевам дека оваа можност за натамошно подлабочување на соработката меѓу воспоставените заеднички контакт центри ќе најде на ваше одобрување и дека откако овој комитет на министри во своите заклучоци ќе утврди таквата можност, договорните страни кои имаат потреба и желба да ја прошират ваквата соработка, тоа и ќе го сторат. Почитувани присутни, трендот на илегални преминувања преку западно-балканската и јадранска подрута се уште е активен и во тек. Состојбата на грчко-турската граница бележи зголемување на бројот на илегални преминувања со цел ефикасно справување со феноменот на илегалната миграција. Сакам да ја нагласам важноста на развивањето и зајакнувањето на меѓународната соработка како приоритет
приоритет врз основа на кој се надградува безбедностната и политичката стабилност на државите. Клучна активност во борбата против актуелните безбедностни предизвици и тенденции представува напредокот во реализирањето на меѓусебната соработка и продлабочувањето на довербата како клучен предуслов за успешно справување со илегалната миграција и кrijumчарењето на мигранти на регионално и меѓународно ниво, со што се потврдува нашата подготвеност за создавање услови за поволен политички и безбедносен амбиент за постигнување на овој напредок. Во тој контекст, се понагласена е потребата од покоординирана и сеопфатна соработка на оперативно ниво, или уште подобро на потребата од заеднички пристап помеѓу сите засегнати држави, надлежните агенции на Европската Унија и Европската комисија со поддршка на релевантни меѓународни организации во рамки на нивните надлежности. Заедничкиот пристап подразбира не само редовна размена на податоци и информации, туку и заедничка анализа на ризик, координирање на националните активности, но и реализација на заеднички оперативни активности. Прекуграничната соработка и заедничките оперативни активности преку навремена размена на податоци и информации се предуслов и за успешно спроведување на мерките на национално и меѓународно ниво за враќање на странските терористички борци од воените жаришта на Блискиот Исток. На крајот, дозволете ми да забележам дека нашите очекувања се дека и во рамки на Конвенцијата за полициска соработка на Југоисточна Европа уште еднаш ќе можеме да се осврнеме на квалитативните и квантитативните аспекти на регионалната соработка, од што ќе произлезат заклучоците кои во иднина ќе представуваат добра основа за дефинирање и менаџирање на оваа соработка заради постигнување на потребните ефекти и заштита во областа на илегалната миграција и прекуграничниот криминал, како и во борбата против организираниот криминал и тероризмот. Уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам на сите за учеството на овој настан и покрај рестрикциите кои ги донесе и се уште ги носи пандемијата со COVID-19 и да посакам успешна работа и пријатен престој во Скопје и во Република Северна Македонија. Ви благодарам.